Поради транспарентност да бидат повлечени од дневен ред точките за разрешување и именување на членовите на управните и надзорните одбори во јавните предпријатија, училиштата и градинките во Битола, побара советничката од независната листа поинаку Габриела Илиевска. Илиевска ова барање го оправда со тоа дека листите со лицата кои треба да бидат именувани беа доставени до советниците пред самиот почеток на седмицата, а не како што е предвидено со деловникот, односно 7 дена пред одржувањето на истата. Сметам дека е крајно некоректно, непрофесионално и нетранспарентно. Сметам дека никој присутен советник овде во оваа сала не може да знае овие 150 лица кои се, како се избрани, по кој критериум и дали ги исполнуваат условите. Исто така, сакам да нагласам дека ние како претходни советници во овој совет, со сегашната власт, ќе ги именувам моите колеги, а најпрво ќе го именувам председателот. На иста ваква седница, на исти вакви точки, заради ваква работа сме гласале против. Мнозинството во Советот го одби овој предлог, а според председателот Валентин Груевски, разрешувањата и именувањето на членовите на одборите беше важно за да се спречат малверзации на досегашните членови. Ние сме спремни после исцрпувањето на првите точки од дневниот ред да им дадеме пауза во текот на денот оноку колку што сакаат за да ги разгледаат сите предлози и за да ги анализираат и потоа дадат со подготвени ставови на седницата на Совет. Значи тоа е нашата транспарентност и уште една работа која сакаме да ја спречиме. Директорите по училиштата во текот на денешниот ден закажуваат седници на училишните одбори, сметајќи дека со тоа ќе си ги заштитат своите директорски места и сметајќи дека ќе се изберат подобни наставници. Според Илиевска, направениот избор на членовите го направи тело на кое не се знаат членовите, што го прави овој избор сомнителен за партиски вмешувања. Изјавата на вашиот локален председател, кој вчера кажа, ќе го цитирам: ќе бидат избрани кадровски решенија кои што ќе бидат и надворешни, и стручни, и компетентни. Значи, вашиот председател знае, а ние како советници до денес до 10 часот не знаевме. Председателот на Советот е дециден дека не се работи за претходно познавање на имињата кои ќе бидат предложени, туку став дека изборот ќе биде праведен и дека ќе бидат избрани компетентни лица. Јас мислам дека она што го кажа Васко Ковачевски или што го прочитав беше дека ќе предложиме квалитетни кадри и во тие квалитетни кадри ние не се сомневаме дека се работи за она што го предлагаме како квалитетен кадар. И тука сме на иста линија. Иначе не мислам дека не спомна ни имиња, ни кои ќе бидат, она беше квалификација за луѓето кои ги предлагаме. По дебатата, мнозинството ги изгласа разрешувањата и именувањата на членовите на одборите, со што е направена замена на околу 150 членови во управните и надзорните одбори во јавните предпријатија, училиштата и градинките.